Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате седмиот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач, напишана од Хаџи Ата Уллах Калем. Оваа книга представува одговор на брошурата под наслов "Кој се крие зад Ахмадиите", која е печатена и издадена од организацијата Сабур од Минхен, Германија. Во споменатата брошура Сабур ја обвинува Ахмадија заедницата дека го мрази исламот, а посебно дека го мрази Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем. Понатаму, оваа книга со излагање на факти ќе ги побие овие невистинити и неосновани обвиненија изнесени против Ахмадија муслиманите и чесниот основач на Ахмадија џемаатот, а покрај тоа ќе наведе вредни и високи мислења. रुत ख़िज़ां की बदलने लगी हर घड़ी, सहन गुलशन पे जैसे निखारा गया। जो शजर थे वो सारे हरे हो गए, शाखे गुल Конзумирање на алкохолни пијалоци и опиум. Следното обвинение на овој неук оџа било тоа што го обвинил Мирза Сахиб дека употребувал алкохолни пијалоци, опиум и така натаму. Овие обвиненија се само предпоставени, што е обичај на непријателите на вистинските да им препишуваат обвиненија без никаков вистински доказ. Писателот на брошурата не дал никаков доказ за ова обвинение кое му го препишале на Хазрети Мирза Сахиб, или на неговиот син, или на неговиот прв халифа Нурудин. Главно тие своите обвиненија ги базираат на писмото кое Хазрети Мирза Сахиб го напишал на Хаким Мухамед Хусейн Кадинај, собственик на аптеката Рефике Сихет, барајки од него да му се испорача шише тоник од вино. Самиот факт дека барањето за купување на шише тоник од вино било пратено на квалификуван лекар, собственик на аптека, е доказ дека ова бил медицински производ. Ова е докажено и со описот на производот во медицинската листа, која под наслов на тоник од вино вели закрепнување после породувањето, првенствено средство против маларија, анемија и анорексија. Историски факт е дека семејството на Хазрети Мирза Сахиб традиционално се занимавало со медицина и самиот Хазрети Мирза Сахиб учел медицина од својот татко. Во времето на пишувањето на спомнатото писмо, Хазрети Мирза Сахиб бил искусен лекар, поради тоа што било сосема нормално да нарача одредени лекарства кои не било неопходно тој да ги употребува. Меѓутоа во ова писмо на Хаким Мухамед Хусейн, тој прво го известил за раѓањето на својот најмлад син, Мирза Мубарак Ахмад, а потоа наведува листа на лекарства која ги бара од Хаким Мухамед Хусейн за да му ги испорача од британската аптека во Лахор, вклучувајќи го и тоникот по медицински назив. На ова листа бил и тоник во вино кој според медицинската листа се користи за закрепнување после породувањето, а кој според околностите кои го обкружувале живеењето на Мирза Сахиб во куќата му бил неопходен да и помогне на жена му за да ја поврати силата после породувањето. Забележено е дека неговата жена многу ослабела во текот на оваа бременост и Мирза Сахиб ова меѓу редови го кажал во своето писмо на Хазрети Сет Абдуррахман, во кое го известил за раѓањето на синот и рекол: времето на породувањето се приближуваше и на 14 јуни со првите болки состојбата на мојата сопруга стана загрижувачка. Целото нејзино тело стана ладно и таа беше многу слаба. Се чинеше дека ќе се онесвести и јас замислував дека ќе го напушта светот. Децата беа ожалостени и жените и нејзината мајка беа надвор од себе поради кризата што наеднаш се појави. Верувајќи дека секоја одлука е Аллахова, јас понизно молев нејзиното здравје да се поправи и состојбата да се смени, верувајќи дека е на смртна постела,
а сепак сигурен во Аллаховата моќ да покаже чуда. सुनाए गए आज उन पर हमें एतबार आ गया वो सहीफे हमें जो सुनाए गए. Каде е тука грешката на мажот кој купува шише тоник за зајакнување на својата жена, која што туку се породила, за да помогне во незиното закрепнување, посебно поради фактот што толку многу ослабела во бременоста и при породувањето. Докажано е дека Хазрети Мирза Гулам Ахмад, ветениот Месија и Мехди алейхи селам, употребата на пијалаци и опојни средства ја сметал за еден од најголемите гревови познати на човековиот род. Поради тоа, во поглед на тоа навел, два големи порока за кои желбата пораснува се алкохолот и проституцијата. Пијанството е корен на сите зла. За пијан човек најмал предизвик може да создаде најголема провокација и може да доведе до најлош криминал. Другите зла се неразделиви од тоа. Побожноста и пијанството се како светлина и темнина и никогаш не можат да обстанат заедно на исто место. Човек кој не е свесен за неговите последици е со краток вид. Тој исто така кажал дека секој оној кој пие алкохол на своите рамиња го носи и гревот на оние кои пијат под неговото влијание, и тој ги повикува мудрите да се оттргнат од тоа и да го отфрлат ова зло, бидејќи тоа е зависност која човекот го уништува во толкава мера што го оштетува мозокот и секоја година убива илјадници луѓе, и секој таков човек добива казна и на другиот свет. Тој исто така тврдел дека земањето на опојни средства ја намалува побожноста и во срцето го оттргнува стравот од Аллах. Всушност, земањето на алкохол и стравот од Аллах не одат заедно. Хазрети Мирза Сахиб, за жалната состојба на европското и американското општество, виновникот го наоѓал во конзумирањето на алкохол и истакнувал дека причините за тоа е недостатокот на побожноста меѓу овие нации и дека тоа е коренот на нивното уништување. Апелирал на чувствата на муслиманите дека честниот Куран не одобрил употреба на опојни средства и дека благородниот пратеник на исламот се воздржувал од сите видови на опојни средства. Тој ги предупредувал, ако се препуштат на било какви опојни средства, чиј пат тогаш тие го следат, без разлика што тврдат дека се муслимани. Тој како предуслов некој да стане член на Ахмадија джемаатот, дал услов за воздржување од секој вид пијанство и во ова предупредување Мирза Сахиб изјавил: било кој не се држи подалеку од секој грев и лоши дела, како што се виното и коцкањето, страсниот поглед на жената, невистинитоста, митото и секаков вид на незаконско задоволство, тој не е во мојот джемаат. जो शजर थे वो सारे हरे. Меѓутоа, ваквото сваќање во однос на користењето на пијалаци се чини него делат следбениците на ханефијскиот мезхеб. Муслиманските зналци го искажале своето мислење во поглед на подготовката на пиво. Честниот пратеник на исламот саллаллаху алейхи веселем го забранил производството на пиво како превентивна мерка, бидејќи неговата ферментација е многу брза и повеќето зналци сметаат дека тоа е постапка на непослушност. Но според имамот Абу Ханифи и Кази Абу Јусуф не постои такво неодобрување и тие сметаат дека забраната важела само за раниот период. А што се однесува до обвинението на писателите на брошурата во поглед на земањето на опиум, мислењето на Хазрети Мирза Сахиб веќе е наведено во претходниот текст со неговите бројни повици кон луѓето да ја отфрлат употребата на овие зли нешта. Тој опиумот го опишал како нешто што доведува до зависност и го уништува човекот. Писателите на брошурата ова обвинение против Мирза Сахиб го измислуваат, но во литературата на Ахмадија джемаатот забележан е фактот дека Мирза Сахиб рекол:
Еднаш пријателот ме советуваше дека опиумот е добар против диабетес и дека нема пречка ако се земе како лек. Јас одговорив дека е љубезен, бидејќи покажува сочувство и му кажав дека ако јас земам опиум за да го лечам диабетесот, се плашам дека луѓето се што ќе зборуваат и по обичај би можеле да ме исмејуваат, зборувајќи дека првиот Месија бил алкохоличар, а вториот зависник од опиум. Намаз што не го предводи Ахмади Муслиман. Уште едно обвинение против Ахмадија заедницата е тоа дека тие не се приклучуваат на намаз што го предводи неахмади имам, ниту се приклучуваат на дженаза намаз на неахмади муслиман и поради тоа тие не се муслимани. Во врска со ова прашање во предвид мораме да ја земеме неговата историја. Добро е познато и не може да се одрекува дека токму неахмадиите и нивните водачи се оние кои на ахмади муслиманите им го оневозможувале приклучувањето кон нивните намази и дури им забранувале влегување во нивните џамии. Ако некој ахмади муслиман бил затекнат да прави намаз во неахмади џамија, бил физички малтретиран и често го миеле подот на џамијата, онаму каде што тој неахмади муслиман го вршел намазот, и така џамијата била исчистена од гнасотијата која по нивно мислење била внесена во неа со влегувањето на ахмади муслиманот. Ахмади муслиманите ги сметале за гнасни. Во таква ситуација, основачот на Ахмадија движењето им наредил на своите следбеници да ги уредат местата каде одвоено ќе прават намаз и така ќе ги избегнат сите причини за бунтовништво. Важно е да се знае дека никогаш никој кој не е Ахмад не бил попречен да му се приклучи на намазот на Ахмади муслиманите или пак својот намаз да го изврши одвоено во Ахмади џамија. Дури 11 години по основањето на оваа движење, 1900 година, на Ахмади муслиманите им е наредено да не му се приклучуваат на намазот кој го предводи неахмади имам. Неахмади водачите преку целиот овој период продолжиле да ги осудуваат Ахмади муслиманите под изговор дека не се муслимани и дека се надвор од закрилата на исламот. Од ова ќе разберете дека пред се противниците на Ахмади муслиманите им забраниле влегување во своји џамии и ги обвиниле Ахмади муслиманите поради неприклучувањето на намаз со нив. Мораме да ви го свртиме вниманието на неколку примери на прогласите на неахмадиоџите. Маулви Назир Хусеин од Делхи прогласил како ниту основачот на Ахмади движењето, ниту било кој од неговите следбеници не треба да бидат поздравени со исламски поздрав, ниту треба да се повикуваат на ручек, ниту да се прифати нивниот повик на ручек, ниту да се врши намаз ако некој од нив го води. Маулви Мухамед Хусейн од Батал изјавил дека е противречно и не може да се прифати да се биде следбеник на Ахмади движењето и да се водат муслимани на намаз. Маулви Рашид Ахмад Гангохи прогласил дека е забрането да се приклучува на намаз кој го води основач на Ахмадија движење или било кој од неговите следбеници. Маулви Санауллах од Амритсар прогласил дека сето она што го направил основачот на Ахмади движењето е направено за овоземни цели и не е дозволено приклучување кон намаз што тој го води. Муфти Мухамед Абдулах Тоуки од Лахор прогласил дека не е дозволено приклучување на намаз што го води основачот на Ахмади движењето или било кој од неговите следбеници. Маулви Абдур Рехман Бихари прогласил дека основачот на Ахмади движењето бил неверник и одметник од исламот и дека приклучувањето кон намаз што го води тој или било кој од неговите следбеници е бескорисен и дека таквата постапка е за осуда. Со приклучувањето кон таков намаз, обврската за извршување на намаз не е исполнета и ваквиот клањаш на себе навлекува голем грев. Тоа би значело како да се приклучуваш на намаз кој го води евреин. Маулви Халил Ахмад од Сахарампур прогласил дека основачот на Ахмади движењето Неузубинлах го одрекол честниот Куран и дека е надвор од закрилата на исламот. Да се влезе во завет на верност со него, или да се има било каква љубов кон него, или да се приклучи на намаз што тој го води или некој од неговите следбеници,
е неисправно и строго забрането. Маулви Ахмад Раза Кан од Барели прогласил дека пристапувањето кон намаз кој го води член на Ахмадија движењето или придржувањето во жена за намаз или да се влезе во брачен однос со него или да се јаде месо од животно кое тој го заклал или да се дружи со него или да се разговара со него е подложно на иста казна која се применува за одметниците од исламот. शाहे गुल पे नया बरगुबार आ गया शाहे गुल पे नया बरगुबार आ गया. Денес го завршивме 7-миот дел од книгата Вистината за Ахмадија муслиманскиот џемаат и неговиот чесен основач. Еселаму алейкум.